Почитувани, добро утро. Денеска ќе имаме можност да дознаеме нешто ново, нешто едукативно, нешто што ќе се случува од 13 месецов. Нашата екипа денеска се наоѓа во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус. Ќе зборуваме со директорката Ана Михајлов за она што ќе се случува, како што кажав, од 13 до 18, ако не се лажам. Нешто што верувам дека ќе биде многу добро, многу интересно, па би сакала од прилика да дознаеме што ќе се случува секој ден од 13 до 18. Добро утро уште еднаш. Добро утро и на вас, добро утро и на гледачите. Ви благодарам за поканата. Навистина ми е чест што можам да најаваме на ваква активност која што Националната агенција ја организира заедно со сите учесници на Европа. Ова се случува насекаде во Европа. Ова е активна недела на Еразмус, односно се промовира програмата и е предвидена од 13, како што кажавте, до 18 октомври. Она што го планира Националната агенција е да ги следи сите оние приоритети, европски приоритети кои што се на Европската унија, односно тоа е зелена агенда, дигитализација, инклузија и активно граѓанство. По тој повод Националната агенција сите оние проекти кои што се активни во Националната агенција, корисниците ги пријавуваат на една платформа, тоа е европска платформа erasmusds.eu, каде што на таа платформа се одобруваат тие проекти. Веќе имаме пријавено над 40 проекти, над 40 активности кои што ќе ги организираат сите корисници на програмата во текот на само една недела или 5 дена, како што напоменавте. Тоа ми е особена чест, ми е драго што оваа година се пријавивме толков број на мапата на Европа. Сме едни од водечките агенции кои што имаат пријавено толку голем број на проекти. Очекувам и повеќе да се пријават до крајот на неделата и финалната бројка ќе имаме до крајот на неделата на проекти. Оно што исто така го организира Националната агенција, ќе има 5 настани. Тоа е каде што ќе ги посетиме оние проекти кои што и ние ги избравме, да кажам, кои што ги следат приоритетите. Најпрво на 13 го посетуваме основното училиште 28 октомври од Девар. Таму ќе има една ревија која што ја прават учениците заедно со професорите на рециклирани производи. Така да тоа е еден, така да кажам, кој што ни е драг проект, кој што е навистина успешен и е оценет со највисоки оценки, затоа го одбравме и тој да го посетиме. Во меѓувреме, вториот ден ќе се во ресурсниот центар ќе имаме јавна дебата за лицата со попреченост, како се вклучуваат во образовниот процес. Потоа, третиот ден, исто така е многу драг проект, кој што го смисливме заедно со колегите на Националната агенција. Тоа е една кутија на спомени која што ќе оди училиште во училиште. Тука ќе се запази онаа зелена агенда, бидејќи пешки ќе се пренесува кутијата од страна на учениците училиште во училиште. Веќе имаме мапирани училишта. Тоа ќе се случува во Скопје, бидејќи во другите градови малку потешко ни беше да го организираме. Така да тој ден ќе почнеме со првото училиште, каде што кутијата ќе почне да оди од се до последниот ден, 18. Кутијата ќе се носи од училиште во училиште од страна на учениците пешки. Во таа кутија ќе има спомени, слики, настани кои што ги доживеале учениците и наставниците од страна на што ги имале придобивките од страна на програмата Еразмус. Четвртиот ден е посветен на дигитализацијата. Во Димитар Влахов ќе имаме исто така ќе бидат вклучени лица со попреченост, односно во Димитар Влахов ќе имаме еден настан за да се подигне свеста во однос на како дигитализацијата влие во образовниот процес. Исто така имаме вклучени студенти, бидејќи тие не се најголеми корисници на програмата, тие ќе бидат во улога на млади новинари, каде што ги интервјуираат своите професори или пак оние студенти, колеги кои што биле на програмата Еразмус и ќе направиме едно креативно и убаво видео каде што ќе се прикажува се она што го доживеале на програмата. Ќе ги ставиме малце во улога на новинари. Последниот ден кутијата, оне караван на кутијата кој што го споменав, ќе дојде во просториите на Националната агенција заедно со сите ученици кои што биле вклучени од училиштата и со своите професори и ќе направиме еден убав зид на спомени кој што ќе остане во агенцијата. Какви се очекувањата дека ова навистина ќе вроди со плод, дека ќе продолжи и понатаму, дека и други млади луѓе можеби ќе превземат нели понатаму оваа одговорност да се шири, да биде пракса секоја година?
Така, целта на програмата Еразмус е не само да заврши проектот и тука да застане работата, односно да се поднесе финален извештај, тоа да биде тоа. Целта на програмата е на локално, национално и европско ниво да се прошири идејата, односно сето она што не можеме да го направиме со своји пари, имаме идеја, тоа да се поддржи од страна на Европската комисија, бидејќи како што знаете се европски пари, и сето тоа да остане и да биде, да кажам, дисеминирано, да има една постојаност, да кажам, во однос на ширење на резултатите од тој проект или од таа идеја која што ја имале корисниците при аплицирање на проектот. Како би можеле да стапат во контакт со вас сега или за следните години, за следни проекти, како да ги мотивираме и како да ги едуцираме за да дојдат до вас? Да, многу ми е драго што оваа година, бидејќи само 2 месеца сум на оваа позиција, но веќе успешно ја промовираме, ја вртиме програмата, дека не е веќе она негативното кое што во јавноста се појавуваше порано, дека веќе корисниците ја враќаат довербата во Националната агенција. За тоа доказ ние што во овој рок што беше заклучен во 1 октомври имаме најголем број на апликации според Беносолани. Така да, тоа ми е особено драго, бидејќи тоа ни е најважно. Корисниците да имаат преку отворена, транспарентна и честна работа, да имаат корисниците доверба дека парите ќе отидат на правото место. И во тоа немаме сомневање, во тоа ќе продолжиме да го правиме. Она што ќе го порачам на секој еден студент, ученик, професор, организација, било како е, дека вратите на Националната агенција се постојано отворени, дека програмските службеници во агенцијата, кои што се многу стручни, може точно и доследно да им ги покажат сите правила, кај што имаат дилеми, да им ги разрешат дилемите, затоа ги поканувам сите кои што имаат некаква дилема, прашање, било што, во врска со програмите, да се обратат до Националната агенција. И среќа со помош на интернет можеме да добиеме повеќе информации. Само да се испише Еразмус, ќе излезе вашата веб страна каде што може да добијат повеќе информации за тоа каде се наоѓате, за вашите мрежи, корисници, проекти и така натаму. Така е, Националната агенција, освен со програмата Еразмус и Европски солидарен корпус, успешно менаџира и со повеќе мрежи, кои што исто така се дел од образовниот процес во Европа и во Македонија. Со тоа ги поддржува и сите останати луѓе и чинители во образовниот процес, исто така и преку европските мрежи со кои што успешно менаџираме веќе 7 години. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам и на вам и ви сакам пријатен ден.